Во однос на унгарскиот кредит има повеќе прашања, ова не е единственото прашање. Прво, главното прашање е зошто толку рано се повлечени средствата, кога ниту општините се спремни да ги искористат, ниту пак очигледно има развиен механизам владата како ќе ги подели до компаниите. А граѓаните за тоа време плаќаат камати. Годишно каматите на тој кредит ќе изнесуваат околу 18 милиони евра. Тоа значи дека ние веќе плаќаме камати за кредит кој што е целосно повлечен, а можело се повлекува, например, по делови, а едноставно не може да се искористи. Тоа значи дека кога некој граѓанин би отишол да купи или стан или кола, го земе кредитот и станот или колата му дојде следната година. И тоа нема никаква домаќинска логика. Не знам зошто премиерот и владата вака недомаќински се однесуваат со ресурсите на државата и со парите на граѓаните. Тоа е во делот на општините. За да се направат проекти, за да се реализираат и за да стигне до наплата, треба сериозен број на месеци. Значи, ние имаме најмалку 6 месеци, период во кој што ќе плаќаме, граѓаните плаќаат камати без никаква потреба. Вториот дел е ова прашање во однос на компаниите. Повторно немаат план како ќе се поделат парите. Нормално е дека комерцијалните банки ќе го за своји трошоци ќе зголемат каматната стапка. И тогаш првото прашање кое што се поставува, не станува збор очигледно веќе за така поволен кредит, како што владата сакаше да го рекламира на почетокот. Моите информации се дека има македонски компании кои што се добро рангирани во А категорија, кои од нашите комерцијални банки земаат кредит со каматна стапка под 3%. Тоа значи дека има многу поповолни кредитни линии за компаниите. Првото прашање во овој дел се поставува, кое што се поставува е зошто граѓаните да плаќаат камати и да враќаат кредити за развој на некои компании. Каков бенефит ќе имаат граѓаните кога ќе плаќаат кредити и пари за развој на некои комерцијални компании. И второто прашање е зошто не беше премиерот и владата фер да кажа дека каматата нема да биде само 3,25%, туку ќе биде многу повеќе, а сега во овој временски период и значајно повеќе од тоа што реално може да се најдат пари на пазарот и преку комерцијалните банки.